ден, Јовановски. Добар ден и од мене. Јас сум Ацо Кабранов. Како што рече Борјан, го гледате отвореното студио на 1 ТВ. Денеска почнуваме во овој влог до 2:30 со актуелностите на денот, репортерите кои се на теренот од Кривичниот суд, од случувањата во Собранието ќе бидат вклучени, а имаме интервју со поранешната амбасадорка на Грција во Република Македонија, Дора Гросоманиду. Потоа од 3:25 до 4 продолжуваме со една друга тема, говорот на омразата кој е актуелен овие денови. Во студиото имаме гости од Метаморфозис кои следат што се случува на социјалните мрежи. Филип Стојановски е со нас, а ќе имаме и представник од Министерството за правда кој ќе зборува за измените во Кривичниот законник на оваа тема. Во попладневниот блок од 5 часот ќе имаме телефонско интервју во живо вклучување на подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски за се она што се случува во ВМРО ДПМН во студиото. Потоа го имаме Петар Богојевски, поранешен сега заменик генерален секретар на ВМРО ДПМН, и во вечерниот блок од 21 часот доаѓаат двајца од 8-темината поранешни сега пратеници на ВМРО ДПМН кои се изјаснија за уставните измени, Елизабета Канчевска-Милевска и господинот Зекир Рамчиловиќ. Во овој блок ќе разговараме и со поранешниот обвинител сега адвокат Александар Наков околу тенката линија меѓу амнестијата и помирувањето. Ацо, сега да видиме што имаат нашите репортери. Прво е Кривичниот суд, таму веќе распитот за изборните измамичи нам беа заврши, и во студиото тука веќе се врати колегата Антонио Крстевски. Антонио, што се случуваше денеска во Кривичниот суд? Беше на тема, беше наред изборните измами, нели? Добар ден и од мене. Да, утрово во Кривичниот суд продолжи ново рочиште за Титаник 1, предметот на специјалното јавно обвинителство, во кое што голем број лица се товарат за изборни нерегуларности, меѓу нив се и поранешниот председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски, Илија Димовски, поранешниот министер за транспорт и врски Милијана Киески и многу други, како што претходно кажав, кои што се товарат за изборни нерегуларности, во овој случај за локалните избори кои што се одржаа во Македонија во 2013 година. Во судската сала денеска, како и на претходните неколку рочишта, се пушта телефонски разговори кои што се дел од бомбите кои што не се објавени, кои што досега не беа објавени во јавноста. Јас ќе пренесам само дел од нив, а во сите тие телефонски разговори во кои што најмногу може да се слушне Милијана Киески, поранешниот министер за транспорт и врски, се разговара за организирана шема. Тој е тука во функција на го водеше изборниот штаб, ми се чини. Да, токму и заради тоа неговиот глас најмногу се слуша во овие разговори во кои што се зборува за организирана шема на гласање, како да се постапува, како да се гласа, конкретно за општина Центар, бидејќи таму резултатите покажуваат дека ВМРО ДПМН нема да успее да добие свој градоначалник, па затоа и неколку пати имаше прегласување токму во тие локални избори со цел да се постигне резултатот кој што тие го сакаат. Инаку преку агенцијата за вработување Милијана Киески во разговор со човек кој што се представува дека е од агенцијата за вработување на Република Македонија, Јане Киески од него бара да му се достави список со сите вработени во општина Центар, не само во јавна и државна администрација, туку и во приватни компании. Тие испраќаат и писма до неколку македонски бизнисмени кои што имаат доста вработени, да им испратат списоци од своите вработени кои што се врши притисок за да се гласа се каже во детали и во приватните фирми кои вработени живеат и гласаат во општина Центар, за да им се изврши притисок да гласаат за кандидатот со кој што тогаш тие излегува Владимир Тодоровиќ. Антонио,
Се споменува и во разговорите и Кочани. Се бара од Милијана Киевски да организира 6 автобуси за да се превезат македонци од Италија во Кочани, за да може да гласат. На судењето, како што претходно споменав, беше Никола Груевски, не сакаше да даде изјава пред да почне Има ли нешто некаков коментар негов за актуелните политички случувања? Да, по првата пауза која што се одржа на рочиштето, Груевски излезе, сам даде изјава пред медиумите, говореше на повеќе теми. Еве, најпрвен да се осврнеме на најактуелните политички исклучувања во Македонија, исклучувањата на високи функционери од редовите на ВМРО. ДПМН, изјавата е кратка, 1 минута, подготвена е, предлагам да ја слушнеме, па ќе се вратиме со уште малку детали за тоа што говореше Груевски. Би се возражал од коментар, затоа што можам да погрешам во една или во друга насока. Но она што го знаме дека посакувам едно силно, обединето и победничко ВМРО ДПМН, кое што брзо ќе ја урне ова зло, кое што го има Македонија, затоа што се покажа и во минатото се покажувало секогаш дека секогаш кога ВМРО е силно, силна и Македонија. И јас сум убеден дека граѓаните го посекуваат тоа. Вчера не бевте на прославата на ВМРО, зошто има ли тука никакво порака праќање? Не, добив покана, меѓутоа имав претходно предвидени обврски, кои што не може да ги одложам. А дали Христијан Мицкоски направи стат според вас за обединето во ВМРО? Тоа е прашање на кое што ќе одговорат граѓаните на следните парламентарни избори. Јас немам целосен увид во работата како раководството сега работи. Се надевам дека даваат се од себе да партијата дојде на власт, да победи и да воведе нови политики кои што земјата ќе ја водат напред. Антонио, имаше ли нешто друго во врска со, бидејќи што е со неговото издржување на казната затвор која му е предвидена со пресудата за случајот Тенк? Вчера апелација му го достави потврдата дека казната останува. Да, Груевски, освен за актуелните политички случувања во Македонија и во партијата во која што до скоро беше председател, сега е почесен председател на ВМРО ДПМН, говореше и за судските случаи со кои што тој е опфатен. Генерално рече дека станува збор за политички монтирани случаи, нешто што и во минатото во многу наврати го има кажано. Конкретно за предметот Тенк, во кој што е осуден на 2-годишна затворска казна, потврдена и од апелациониот суд, рече дека сега имаат дека упатниот се чека на упатниот акт да дојде за времето, локацијата и денот, односно точното време, денот и локацијата каде што Груевски ќе треба да се пријави за да ја одлежи таа затворска казна која што му е изречена. Истото тоа го потврдија и од неговиот адвокатски тим, и тој и неговиот адвокатски тим истакнаа дека ќе ги искористат сите правни можности за да се одложи извршувањето. Значи ќе се жалат до Врховен. Антонио, ти благодарам. Антонио, не, сакав само на крај да го прашам каков е впечатокот на новинарите и твојот. Како Груевски, еве, после се поизвестното дека веќе му престои таа затворска казна, како се држи психички? Од ова што гледаме изјава. Јас тоа искрено не би можел да го проценам, немам такви стручни познавања. Што зборуваат? Меѓутоа можам да го пренесам тоа што тој го кажа, дека очигледно е дека ќе сака да се избегне таа казна, односно пресудата која што му ја пресудија за Добро, ќе ги исцрпи сите правни лекови да се одложи. Сега би требало да видиме што има во собранието денеска, има продолжение на седницата. Имаше најава дека меѓу другото ќе се разговара и за формирањето на комисијата за помирување. На линк во собранието треба да е нашата колешка Весна Велкова. Весна ја имаме на линк, да, Весна повели. Значи, денеска овде во собранието се одржа она координација која требаше да се одржи во понеделник
но поради службениот пат на собранискиот спикер Талат Џафери се одржа денеска. Значи, Џафери се врати од Чешка, ја одржа координацијата и начелно, но сепак неофицијално, немаме официјална информација или изјава од никој од координаторите, било договорено собранискиот спикер да ја покрене она иницијатива за формирање на телото за помирување кој преку писмо го побара 8 темина пратеници. Значи, засега треба да се покрене иницијатива, но тоа треба да го направи Џафери. Генерално се нацртани контурите. Генерално се нацртани контурите. Се извинувам, технички проблеми. Генерално се нацртани контурите на ова тело, треба да биде составено од по еден координатор на пратеничките групи, потоа заедно со спикерот и спикерот да учествува во ова тело, потоа треба да има и по еден член од најголемите коалиции во парламентот, но и еден представник од подписниците на она писмо што беше испратено до собраниските служби, но сепак се очекува ВМРО-ДПМН е најголемата опозицијска партија да испрати барање, односно согласност за учество во ова тело. Значи, засега од координацијата тоа го има. Инаку, предмалку завршија 2 пресконференции, Зијадин Село од Алијансата на албанците и Фадил Зендели од опозицијската Беса. Тие побара, рекоа дека ќе поднесат по еден амандман за проширување на правата на албанците. На новинарско прашање дали ќе го поддржат ова тело, тие рекоа да за национално помирување, но не за поединечно помирување. Во меѓувреме знаеме дека опозицијскиот лидер Христијан Мицковски синоќа на свеченоста по повод денот на македонската револуционерна борба побара и закон за амнестија. Тој рече дека со овој закон треба да бидат опфатени сите оние учесници кои учествувале во инцидентите, собраниските инциденти на 27 април, а не само поединци. Да слушнеме овде изјавата на владиниот портпарол Миле Бошњаговски. Може ли коментар накратко за барањето на Мицковски за амнестија за сите осумничени за 27 април изнесено вчера од нивната партиска прослава? Минатата недела во Собранието на Република Македонија бевме сведоци на расправата околу отпочнување на процесот за уставните амандмани. Зборовите кои што беа кажани во Собранието и од премиерот Заев, но и од пратеници беа помирување и национално обединување. Македонија е правна држава, така што тоа што следува во периодот пред нас е да видиме како во рамките на Собранието ќе започне процесот на помирување во однос на настаните од 27 април. Во овој момент тоа би било одговорот, ќе видиме што ќе се случува понатаму во Собранието на Република Македонија. Веста, кои се позициите на пратеничките групи? Има ли реакција првично од ВМРО-ДПМН, например, ќе учествуваат ли? Кои се информациите од кај нив? Значи, од ВМРО-ДПМН засега молку овде во Собранието. Нема одговор дали ќе ја прифатат иницијатива за формирање на едно вакво тело, која неодамна ја најави премиерот Зоран Заев. Останува само она писмо, но реакција од пратеничката група на ВМРО-ДПМН нема. Нема ниту реакција од оние 8 пратеници дали ќе биде формирана нова пратеничка група, засега од овде молк. Добро, може ли да видиме што беа, кои се поентите од пресконференциите на кои денеска беа одржани во Собранието на оваа тема? Да, значи накратко реков, Зијадин Села и Зендели информираат дека ќе поднесат по еден амандман за проширување на албанскиот јазик на целата територија на Македонија. Значи тоа е нивно барање и тоа е барање кои тие го имаат во своите програми. Инаку за амандманите владата најави дека најдолго и најверојатно до петок ќе бидат доставени сите оние владини амандмани кои треба да придонесат
за уставните измени. А што е во врска со кој е нивниот став во врска со помирувањето или амнестија или за што станува збор, како се толкува? Да, значи тие рекоа дека поединечно помирување нема да прифатат, но тие се за национално помирување. Нема да прифатат амнестија. Да. Поединечно, например, села како најоштетени. Како да, поединечна амнистија најверојатно нема да прифатат, туку национално помирување. Така, имаше неколку пати новинарите прашуваат што значи тоа, но го добива истиот одговор. Добро, Весна, ти вчера инаку ја следеше прославата на ВМРО ДПМН по повод денот на револуционерната борба, па Ацо направи една репортажа, па да ја погледнеме репортажата на Весна во врска. Како синоќа тоа Христијан Мицковски и неговите приврзаници го прославија овој ден. Ме подценивте, не подценивте. Затоа ќе ве победиме и тоа на купче сите заедно. Ден по чистката во ВМРО ДПМН новото раководство во еуфорија го прослави 23 октомври. Пречека на нозе и со аплаузи лидерот на опозицијската партија Мицковски дојде последен во придружба на сопругата и најверните соработници. Освен химната, музичкиот хепенинг беше збогатен со патриотски песни. Побара поддршка од народот за да може ВМРО ДПМН да излезе посилно. Во својот говор, Мицковски не штедеше зборови како да ги нападне до вчерашните сопартици, пратениците кои гласаат за уставните измени, ги нарече предавници, дека му го скршиле срцето, уште и слуги кои ги штителе само своите интереси. Со секое кревање рака нас срцето ни се кинеше. Пеколна болка е тоа. Направивте неприроден, недостоинствен, неавтентичен потек со тоа дигање на рака. И така ја урнавте вашата кичма. Побара амнистија за сите од 27 април. Власта сака низ тој процес на борба за помирување да донесат некаква неселективна правда која што во основа е неправда. Затоа е потребна слобода и правда за сите. Слушајте ме добро ваму. Ајде, донесете закон за амнестија, кој го предлагаме за сите учесници од 27 април, за да има и неселективна правда и слобода за сите, а не селективна правда само оние кои што вас вислугуваат. Мицковски ги обвини пратениците дека поради нив не отишле на избори за да го победат Заев. Пратениците пак претходно демантираа дека им бил вршен притисок. Ке го победевме злото. Ке го победевме Зоран Заев и групата околу него. Па нели свативте дека беше готов? Дека бегаше од избори како ѓавол од крст? Едно сакам да ви кажам. Тој е слаб и слаб ќе остане. А вашата инекција, допингот, кратко ќе му трае. Ке одевме на избори. Ке одевме на избори на кои ВМРО ДПМН е заедно со народот. Убедливо ќе победеше. Дел од старите сопартици се надеваат дека ВМРО ДПМН ќе излезе посилно од последната криза. И во минатото, не само сега, имало такви случаи каде што влегувале луѓе кои што очигледно не мислеле добро на партијата. И добро е што председателот Христијан Мицковски смогна сили да расчисти со тоа крило, кое што, за жал, тоа што го работеа, че има долги последици према Македонија. Меѓутоа за партијата да се надеваме дека ова е крај на предавствата кои што ни се случуваат со години наназад. Никогаш, ама баш никогаш, не сме биле против ниту НАТО, ниту Европска унија. Во Европска унија и НАТО да, со крената глава, не понижени и обезличени како што некој сака да бидеме. Дали може и тоа порака до другите членови дека несогласувањето со партијата може вака да се одрази за
Да ви кажам право, јас прв пат тој феномен го забележав со господинот Мано Ружин, кога беше избркан од СДСМ затоа што прифати да биде амбасадор во НАТО. Потоа слични работи се случува со професорот Бучковски, со господинот Бузлевски, со Буралиева, со Солза Грчева и со други, така што тоа е прашање на нашата, како да кажам, политичка воспоставена пракса, која што се надевам дека во иднина ќе биде и подобра. Знаете, на ваков настан, кога се одбележува еден историски момент од историјата на македонскиот народ и македонската држава, сметам дека е несоодветно да се коментираат ликови кои го изневерија и македонскиот народ и македонските граѓани. Ви благодарам. Господине Георгиевски, можете изјава да ни дадете или? Не боли ногата. Во однос на Јанчев, еве да прецизирам пред сите, Централниот комитет на партијата го разреши подпредседателот на партијата Митко Јанчев заради несогласување со политиките на партијата, ставовите на партијата и неследење на истите. За жал, дали можеби заради тоа што јас лошо се изразив или лошо пренесување, друг контекст добила изјавата. На прославата го немаше почисниот претседател Груевски, но немаше и партиски членови, кои до вчера беа јадрото на партијата. Беше репортажата на Веста Велкова. Имаме разговор, предмалку телефонски разговорав со поранешната амбасадорка на Грција во Република Македонија Дора Грасоманиду за околу оставката на Кодзијас и сите спекулации кои се поврзани со тоа, не репортажата, преводот што дошол тука и тајните фондови на Грчкото министерство за надворешни работи. Репортажата, односно разговорот се уште не е преведен, очекуваме тоа се случи, а доколку биде готов да видиме преведска прогноза, бидејќи Славчо најавува дека ќе има вечерва за ладување, па потоа ново затоплување внутре, но за тоа е најдобро да ви каже Славчо. Почитувани гледачи, добар ден. Вие ја следите временската прогноза на Еден ТВ. Под влијание на силен антициклон кој е стациониран над Атлантикот, во поголемиот дел од европскиот континент ќе продре доста постудена воздушна маса од север, а исто така ова попладне и вечерва кон Балканскиот полуостров ќе се спушти доста постуден воздух и ќе услови засилен ветер и локални врнежи. Но пред да ја погледнеме ситуацијата кај нас, да ги погледнеме и температурите кои се очекуваат по градови низ Европа за денешниот ден. Во Берлин очекуваме максимална дневна температура до 11 степени, потоа во Париз 18 степени, во Лондон и во Брисел до 17 степени и во Амстердам до 16 степени. Во Љубљана денеска очекуваме максимални дневни температури до 19 степени, во Загреб до 21 степен, во Белград 16, во Сараево 14 степени, врнежливо време, и во Софија 15 степени. Во Македонија, до крајот на денов, ќе започне да дува засилен повремено силен ветер од северен и од северозападен правец, кој локално, особено во источните предели, ќе достигнува брзина и над 80 км на час и истиот ќе услови нагло завадување. А исто така, оваа ноќ ќе има и локални врнежи од дожд, додека на планините се очекуваат и слаби врнежи од снег. Да ги погледнеме и максималните дневни температури кои се очекуваат за денешниот ден во Македонија. Во Скопје очекуваме максимални дневни температури до 18 степени, исто така и во Битола. Потоа во Прилеп исто 18 степени, во Тетово и во Гостила до 24, во Гевгелија исто така 24 степени, во Штип до 19, а исто така и во Велес, во Струмица до 21 и во Струга до 17 степени. Потоа во следните 3 дена се очекува стабилизација на временската состојба во нашата држава. Во четврток очекуваме доста свежо време во текот на денот, а уторток ќе биде и доста студено со минимални температури кои ќе се спуштаат во интервалот од -5 до 5, а максималните дневни температури на воздухот ќе се искачуваат во интервалот од 8 до 17 степени. Ќе продолжи да дува и умерен до засилен северен ветер.
Веќе од петок, под влијание на јужно воздушно струење, очекуваме нагло и значително затоплување на времето, па така, максималните дневни температури ќе се искачуваат во интервалот од 17 до 23 степени, односно од 19 до 25 степени, што значи од петок па за време на викендот очекуваме температурите на воздухот да бидат и надпросечно високи за овој дел од годината. Почитувани гледачи, толку од временската прогноза, имајте пријатен ден и останете со програмата на 1 ТВ. Добро, ќе имаме добар викенд, но вечерва малку постудено. Тука ќе се одјавиме од овој блок, се враќаме јас и Ацо назад во отвореното студио во 3:25. Тема ни, како што најавивме, говорот на омразата и дела сторени од омразата. На ова се работи за измени во кривичниот законник. Во студиото ќе имаме представник на Министерството за правда, а со нас ќе биде и Филип Стојановски од Метаморфозис, кои следат многу ревностно што се случува по социјалните мрежи, кои поготово деновиве има експлозија на тој говор на омраза. За жал, Дора Гросоманиду се уште преводот и титулот не е готов, но во следниот блок ќе го видите тоа интервју со неа за оставката на Кодзијас. Ви благодарам што бевте со нас, се враќаме во 15:25. Така е. До гледање. Сите информации и факти што досега беа скриени, се она што другите го премолчуваа или не беа доволно храбри да го истражат. Бегство од правда, злоупотреба на моќ, судски лавиринти, криминал и нерешени убиства. Еден ТВ ќе ви ги обезбеди одговорите што секогаш сте ги барале. Наскоро, Македонски инсайдер на 1 ТВ. Дневна доза вкусни рецепти и корисни кулинарски сомети. Брзи идеи и трикови во кујната што навистина функционираат. Секој работен ден во 16 часот и 30 минути. Гледајте го кулинарското шоу на 1 ТВ. Маја готви. Во новата сезона на 1 ТВ ќе гледате. Ексклузивно ви го враќаме ексклузив во вашиот дом. Најновите скандали, трачеви афери поврзани со јавните фаци ќе ги одзнаете токму овде. Животот на познатите, нивниот лајфстайл и кариери во наши раце. Дознајте ги на ексклузивните вести во ексклузив секој работен ден на 1 ТВ. Бидете со нас. Од понеделник до петок, 17 часот и 45 минути. Гледајте го забавното шоу Возење со Вучиќ. Репризно издание наредниот ден во 11 часот. Не пропуштајте Возење со Вучиќ.